неколку недели претходно најде месо намачкано со отров во локални, фрлајќи ѓубре во локалниот контейнер, пред контейнерот, каде што се собираат обично кучињата. Но, знаете, таму, до самите контейнери има и детско игралиште. Кај расадникот во Радишин има и детско игралиште. Па дневно се, може би се, да не претерам, ама 50 на деца сигурно се на игралиштата. Така да мене ми е, од таа гледна точка ми е многу страв, многу сум загрижена, бидејќи имам дете како родител, многу би било лошо да му се случи нешто такво на моето дете, мислам, не да е Боже. А можно е, познавајќи си го моето дете на 3,5 години, колку е радознало, може баш тоа да го направи. Баш тоа го мислам, затоа што најпретходно не бев толку свесна за играва на децава, са имам и внука од сестра ми, баш гледам дека на тоа игралиште се игра, тоа е шљуна, камчиња се. Значи ги паќаат камчињата, ги носат, ги преместуваат, си играат во песокот со кофички, со камчињата се игра. Дете не можеш да го сопреш, ќе фаќа, му сигурно раката ќе бутне некогаш во уста или цело време да му викаш прљаво и не разбира. Сепак и децата доаѓаат во кинотеатар со истото место, мислам на истото место каде што беше фрлен отров. Че последното беше во паркот до основно училиште. Значи, тука деца доаѓаат во додир со тој отров, може да дојдат, не дај Боже. И мислам дека како да се чека нешто такво, не дај Боже да се случи, па тек тогаш ќе се запали алармот кај институциите дека треба нешто да направат. Тоа не смееме да се го дозволиме во држава. Тоа е апсолутно фрапантно ако се случи. Значи со друге кучето. Тоа почна да умира во страшни маки. Кога умира, привлекува внимание. Внимание привлекува не само кај возрастни, кај деца. Тие деца може да отидат таму и да почнат да се обидуваат да го спасуваат. Па да го галат, па тоа повраќа, па се пењави, па тука постои, еве да кажам, можда е само теоретска можност. Можноста да настане труење после. И може да се случи некоја хаварија, некоја трагедија која никој не ја посакува. Значи не само што нели ќе згаснеш еден живот, па не е битно дали тоа на куче или нешто друго, сепак е живот, туку ќе изложиш уште 100 луѓе на опасност да им се случи нешто.